И тука имаме кандидат кој што прво како човек во животот, за разлика од овие двајца претходно, има направено многу. Јагнула Куновска, ако отворите на интернет, не мора да читате на друго место, отворете интернет вечерва, погледнете ја незината блескава професионална кариера и лична кариера и личен живот. Јагнула Куновска има извонредни постигнувања не само како професионалец, како адвокат, како судија во текот на својот живот, кој што била почитувана од сите. Туку има и достигнувања во сите други сфери во уметноста, како писател, како сликар и има многу други карактеристики кои што покажуваат дека се работи за една исклучително богата личност која што има многу што да му даде на Карпош. Второто што е битно е дека зад себе нема никакви темни дамки како што имаат другите кандидати. Има една професионална кариера во развојот, во еден дел била во политиката, во еден дел си стоела настрана, што значи дека може да имате сигурност дека има интегритет за да ја води општината. И трето, што е можеби и најзначајно. Јагнула Куновска не дојде во општина Карпош пред 10 дена или пред 15 дена. Јагнула Куновска започна да работи на општина Карпош многу поодамна, пред неколку месеци. И започна да работи многу темелно, како и се што работи во животот. Одејќи од мало во мало, од зграда во зграда, контактирајќи ги граѓаните на општина Карпош со цел да види кои се реалните проблеми и на тој начин да ја конципира и создаде собствената програма. Тоа покажува дека темелноста во пристапот е основната незина карактеристика. Но потоа Јагнула исто така, врз база на контактите со граѓаните и врз база на собствените согледувања, го контактираше и разговараше со градоначалникот на Скопје Гоце Трајановски и со нас од централната власт. Што од оние покрупни проекти може да се поддржат од страна на град Скопје или на централната власт со цел да биде програмата пореална и побогата. И на тој начин, преку еден сериозен пристап, преку еден пристап во кој што ги видовме потребите на граѓаните, ги одмеривме заеднички сите финансиски средства што се потребни за реализација на овие проекти. Дојдовме до една богата програма со 117 проекти, од кои голем дел се капитални проекти. И тие проекти се со рокови, со точно заокружена финансиска конструкција и со точно учество на општината, градот Скопје и централната власт во нивната реализација. Само на тој начин може да бидете сигурни дека ќе се реализираат проектите на Јагнула Куновска. И во делот на тие проекти јас ќе издвојам само 2-3 што мислам дека се најзначајни. Јагнула во незината програма голем акцент става на економијата и развојот на локалната економија, бидејќи само така се создаваат работни места и се подобрува животот на граѓаните. Затоа во програмата на Јагнула стои индустриската зона, економската зона во која што ќе привлече инвеститори. Стефче зборува за инвестиции, ставил некои бројки таму, ама нема нити индустриска зона предвидено, нити па направил во овие 4 години. Андреј Паич. Тоа е разликата кога ќе ја читате програмата. Второ, Јагнула ставила изградба на голем број на паркинг места, бидејќи преку разговорите со вас, Карпош 1, Карпош 2 и други населени места, урбани средини овде, утврдила дека тоа е еден од покрупните проблеми. Ставила проект за гасификација на општината, бидејќи на тој начин ќе се помогне на локалното стопанство, но и на граѓаните, да се добие еколошки почист енергијанс, да се намалат сметките за топлење и слично. Ставила многу други проекти кои што ќе ги реализира дали сама како градоначалник, дали заедно со градоначалникот Гоце Трајановски или со нас. Ете, тоа е начинот како ја подготвува незината програма и тоа е начинот како ВМРО ДПМН работи овие 6 години. Точно знаете со нас, почитувани жители на Карпош, што добивате. Знаете како се прави програмата, знаете отчет дека ќе добиете и знаете дека програмите се реални и не се става ништо од она што не може да се исполни. Погледнете го тоа и погледнете го пристапот на нашите политички конкуренти, кои што ниту имаат програма, како Андреј Петров, нема никаква програма. Програмата му е дневно-ноќна, зависно кај се наоѓа и каков СМС во моментот ќе добие, тоа го кажува. Нема ништо испечатено, а Стефче па, како што го дал Господ, ставил во програмата се и се што, ама нема ни еден рок, нити пари колку чини, меѓу друго доставил и 5 базени, иако имаше 4 години не направи ни еден базен, ама сега ќе направи 5 одеднаш. А овој затворениот тука што кога го правевме бойкотираш. А нити има колку ќе чинат тие базени, нити како ќе ги направи и со кој пари. Затоа размислувајте добро. Бидејќи усно
Јазикот трпи се. И јазикот трпи и лага. И политичарите, како што знаете, умеат многу да ветат, многу убаво да кажат, да зборуваат милозвучно, ама вие сте помудри од сите политичари. Вие точно знаете да просудите дека луѓето не треба да ги оценуваш според тоа што зборуваат, туку само според делата, што сме направиле за овие 6 години во Република Македонија. Само така дајте го својот глас за ВМРО-ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. Затоа на крајот ќе ве повикам масовно на 24 март секој, уште во раните утрински часови да излезете, да го дадете својот глас за поддршка за кандидатот кој што ќе го препороди Карпош, Јагнула Куновска, за носителот на советничката листа и целата советничка листа на коалицијата за подобра Македонија Сашо Лазаревски и за сите наши советници, за Коце Трајановски да има уште 4 години проекти низ градот Скопје и за ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија во цела Република Македонија. Да сте здрави и живи, да има здравје и берекет во вашите семејства, да живее вечно ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија и се разбира да ни е вечна и просперитетна нашата Република Македонија. Благодарам. Почитувани, ви благодарам за присуството и ве повикувам на овие локални избори да излезете и масовно да гласате за напредокот на Карпош и Скопје. Гласајте за Јагнула Куновска за Карпош и Коце Трајановски за Скопје. Гласајте и за нашите советнички листи за Карпош и Скопје од коалицијата за подобра Македонија. Да живее Карпош! Да живее Скопје! Да живее Македонија! Да живее ВМРО-ДПМН! На Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Карпош, господин Зоран Ставрески. Почитуван кандидат за градоначалник на Карпош, господја Јагнула Куновска. Почитуван председател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Карпош, господин Синиша Спасов. Почитувани кандидати за советници на советничките листи за Карпош и Скопје. Почитувани жители на Карпош 1, почитувани присутни, добра вечер. На самиот почеток да ја слушнеме химната на Република Македонија во изведба на оперскиот пејач Ристе Велков. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се ве на Крушевската република. На Гоце Делчев Питулбури да ме груеш Сандански. На Гоце Делчев Питулбури да ме груеш Сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонија
живе Македонија слободна, слободно живе. Добре дојдовте на нашиот трет мини митинг во населбата Карпош 1. Денеска дојдовме да ви ја представиме вистинската опција на предстојните локални избори, а тоа е ВМРО ДПМНЕ. На самиот почеток го повикувам председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Карпош, господинот Синиша Спасов, да ни се обрати. Добро вечер, Карпош 1. Добро вечер, Карпош. Почитувани гости, дами и господа, граѓани на Карпош. Дозволете на почетокот на денешниот митинг од членовите на Општинскиот комитет Карпош ВМРО ДПМНЕ со особено задоволство да го поздравам присуството на вице-премиерот на владата на Република Македонија и министер за финансии господин Зоран Ставревски, заменик министерот на владата, заменик министерот за локална самоуправа господин Сашо Лазаревски, тој воедно и носител на кандидатската листа, на советничката листа за Карпош. Пратеничката господја Косана Мазнева Николиќ и нашиот кандидат за градоначалник на Карпош Јагнула Куновска. Посебен поздрав и до присутните кандидати за советничката листа на град Скопје. Тука е присутна и господја Ирена Мишева. Се заблагодарувам на сите граѓани на општина Карпош за огромното присуство на овој митинг и чест ми е и задоволство во оваа прилика да ве поздравам за оволкава голема бројка. Овој настан е во склоп на предизборните митинзи кои ние ги планираме низ целата општина за презентација на нашите кандидати за градоначалници, во случајот за градоначалникот на општина Карпош господја Јагнула Куновска, советничката листа на чело со Сашо Лазаровски, кандидатот за градоначалник и досегашниот градоначалник Коце Трајановски и советничката листа за град Скопје на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата. Почитувани, во овој дел би сакал малку да зборувам за дел од причините поради кои сме дојдени тука, тоа е за актуелната состојба во Карпош и посебно во Карпош 1. Што направи досегашното раководство на општината Карпош? Треба да си одговориме на прашањата. Дали можело повеќе? Дали можело подобро? Дали може поинаку? Дали граѓаните на Карпош имаат барем една капитална инвестиција од овој досегашен градоначалник? Велам да си одговориме ние, бидејќи на овие прашања дефинитивно нема одговор Стефчо Јакимовски, а нема ниту Андреј Петров. Дури почна и да распродава. Едниот од нив ни ја продаде општинската зграда, па и тоа го немаме сега. Вечерва се наоѓаме овде, во Карпош 1, во местото каде живее во еден кус период во моето минато, местото каде на Иван Аговски, 11, ја доживеав најголемата среќа во животот. Се оженив и ми се роди првото дете. Тоа е местото кое имаше душа. Предходните денови, барајќи место на кое би го одржале денешниот митинг и представување на нашиот кандидат за градоначалник господја Јагнула Куновска и кандидатите за советници во општина Карпош на чело со носителот на листата на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата господин Сашо Лазаровски, се најдов затекнат. Затекнат од бекатон и бетон. Ете тоа го направил Стефчо во минатите години, веројатно подпомогнат од неговиот бивш сопартиец. Го поплочил и зеленилото со бекатон. Господине Стефчо Јакимовски, каде е душата на Карпош?
И каде вашата душа ќе оди кога за грст пари им ја одземате на селбата на граѓаните заради вашите бекатон и бетон визии? Стефчо и овде успеа да го земе малото пазарче од граѓаните. А видете амбулантава наспроти. Не му текнува да ја подсреди, да ја направи достоинствено место за граѓаните. Каде е разликата? Општините во Република Македонија, предводени од градоначалниците од редовите на ВМРО ДПМН, покажаа дека со ентузијазам и посветеност се постигнуваат резултати, кои граѓаните високо ги ценат и ги вреднуваат. Време е и Карпош да добие градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН. Ова ви го кажувам за да ви ја истакнам разликата меѓу општините кои се предводени од ВМРО ДПМН и оваа кои ја предводат двајца лицемери. Сега ќе ве подсетам и на проектите кои беа реализирани во Карпош. Најголемите проекти, најголемите улици, Илинденска, Партизанска, Митрополит Теодоси Гологанов, Козле, спортските сали, тениските терени, спортскиот центар Борис Трајковски, вештачката карпа за качување, новиот трговски центар Сити Мол, па дури и арболите со државно знаме. Сето тоа е дело на градот Скопје и владата на Република Македонија, а не на Стефчо и неговото лицемерно раководство. Затоа знам дека уште во првиот круг на престојните локални избори господинот Коце Трајановски повторно ќе стане градоначалник на градот Скопје. Затоа што граѓаните знаат да ценат и најбитно од се, затоа што Скопје никогаш досега немало подобар градски татко. Јани Макрадули може само да продолжи со плачење, бидејќи тоа е единственото нешто што знае да го прави и по што ќе остане запомнет по овие избори. Токму ваквото нивно однесување ни дава знак дека е време за промени, време за освежување, за нови идеи, за енергичност, за посветеност, за честност, транспарентност и за дела. Од вас, граѓаните на Карпош, ја бараме поддршката, за да покажеме и докажеме дека може и поинаку, дека Карпош заслужува повеќе. ВМРО ДПМН и на овие избори излегува со решенија за кои што смета дека се најдобриот избор за развојот на општините и за граѓаните. Почитувани граѓани на Карпош, наш кандидат за градоначалник на општината Карпош за предстојните локални избори е господја Јагнула Куновска. При изборот на кандидат за градоначалник се водеше сметка за нејзината програма, која е во насока на подобрување и унапредување на стопанскиот и инфраструктурниот развој на општина Карпош. Како вредносен критериум беше земен личниот кредибилитет и досегашниот придонес на Јагнула Куновска во повеќе сфери на општественото живење. Од периодот од како ја запознав Јагнула Куновска можам да заклучам дека таа е вистински партнер со граѓаните, вистински иден градоначалник на сите и за сите. Човек позади кој стојат принципите на работењето на ВМРО ДПМН. Човек кој може да се споредува со најнапредните раководства на европските општини. Човек кој знае да го води тимот кој навистина ќе направи нешто за Карпош. Човек кој кога ќе ве погледне во очи и ќе ви стисне рака, нема да ве излаже и ќе ви даде завет за лојалност, доследност и напорна работа. На крајот од ова излагање имам неколку пораки. Граѓани на Карпош, успехот е резултат на голем број правилно донесени одлуки. Успехот е резултат на континуирани промени и учење од грешките. Успехот е резултат на постојаната потрага по ново и на постојаната работа, на постојаното освежување и реформа, на желбата и волјата да се направи подобро за граѓаните, да се биде подобар од конкурентите. Затоа од вас ја барам поддршката за Карпош, за да покажеме и докажеме дека може многу подобро, дека Карпош заслужува повеќе. До моите верни сопартици од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и Карпош, од се срце ви се заблагодарувам за досегашниот безпоштеден ангажман
од ваша страна. Горд сум на вас. Но и ве повикувам во овој месец кој е пред нас, како и досега, да го дадеме својот максимум и да ја вратиме општината на граѓаните на Карпош. Ви ветувам дека за непол месец ќе прославиме победата на ВМРО ДПМНЕ на локалните избори со староновиот градоначалник на Скопје Гоце Трајановски и новиот градоначалник на Карпош Јагнула Куновска. Ќе го вратиме Карпош на граѓаните. Ќе го вратиме Карпош во Скопје. Одиме на победа. Победа за Карпош. Победа за Скопје. Да живее Македонија. Да живее ВМРО ДПМНЕ. Да сте ми живи и здрави. Ви благодарам. Време е да започнеме со кандидатите за советници кои ќе ги донесуваат важните одлуки во градот Скопје и општината Карпош. На бината ја повикувам господјата Ирена Мишева, председател на Советот на град Скопје. Господја Мишева, повелете. Добро вечер на сите присутни. Добро вечер Карпош. Добро вечер Скопје. Добро вечер браќа и сестри. Изминаа 4 години во кои што покажавме и докажавме како се работи, како се создаваат дела. Заедно како тим со господинот Гоце Трајановски покажавме што значи да се биде тим, да се биде доследен и да се биде истраен. Да се биде доследен и истраен, дека се она што ќе го напишете во вашата програма, дека тоа и ќе го реализирате. Денеска ми е гордост што стојам денеска овде вечерва пред вас, затоа што навистина со гордост имам и да кажам што е она што го направивме во изминативе 4 години. Горда сум кога одам по Илинденска, проект кој што беше навистина заборавен до пред доаѓањето на господинот Гоце Трајановски. Горда сум кога одам по митрополи Теодосиј Гологанов, но уште погорда сум со паркот, кој што е од површина од 30.000 квадрати. Горда сум со реконструкцијата на улицата Козле. Горда сум со водоводната мрежа на улица Демир Трајко, цевки од 584 метри и замена на 31 водоводен приклучок. Горда сум со комуналната хигиена што ја подигнавме во градот Скопје. Меѓутоа, горда сум затоа што градот Скопје навистина го направивме цветен град и град достоен за живење. Затоа што градот Скопје во последниве 4 години го доби вистинскиот лик на една метропола. Почитувани, сакам да ве замолам, како и досега и сега, на 24 март, да ни ја дадете вашата доверба, која што ние ќе знаеме и да ја почитуваме и да ја цениме. Меѓутоа, ќе знаеме дека ни е тоа уште поголема одговорност да продолжиме онаму каде што сега застанавме. Почитувани, ве молам да ни ја дадете вашата доверба за програмата на нашиот кандидат, актуелен и иден градоначалник на Скопје, господинот Гоце Трајановски. Заокружете го бројот 19. Ова е човекот кој во изминативе 4 години макотрпно и одговорно ја извршувате функцијата градоначалник на градот Скопје и покажа и докажа пред сите скопјани што значи да се биде татко на главниот град на Република Македонија. Почитувани, од вас ја барам и довербата за советничката листа во Советот на градот Скопје, листата со број 4, затоа што ова е тимот кој што ќе го следи градоначалникот, тимот кој што заедно со градоначалникот ќе ги реализира сите оние предвидувања и сите оние обврски кои што ги имаме да ги спроведеме согласно со програмата, затоа што Советот и градоначалникот се едно тело, затоа што Советот и градоначалникот се тие кои што реализираат и доколку дојдеме во ситуација да Советот оди од едно мнозинство, а градоначалникот е од друго,
верувајте, тогаш навистина е тешко нешто и да се реализира. Меѓутоа, како и за изминативе 4 години, јас верувам во Карпош, верувам во Скопје, затоа што знам дека граѓаните на Карпош знаат да препознаат што е добро, затоа што граѓаните на Карпош знаат да вреднуваат и да ценат според делата. Делата се тие кои што не красат нас, делата се тие што ги создаваме, затоа што делата се основниот принцип на ВМРО ДПМН. За крај, Господ да го благослови Карпош, градот Скопје и ВМРО ДПМН. Ви благодарам. Меѓу нас се и идните советници во општината Карпош. Чест ми е да кажам дека на нашата листа имаме храбри луѓе кои разликуваат што е правилно, а што не. Луѓе кои ги знаат проблемите на граѓаните, но имаат и решение за нив. Го повикувам господинот Сашо Лазаревски, носител на листата на ВМРО ДПМН во Карпош. Добро вечер, Карпош 1, добро вечер, ВМРО ДПМН. Почитувани жители на Карпош 1, добро вечер и добро дојдовте на нашиот трет митинг, на кој ќе се запознаете со нашата советничка листа, нашиот кандидат за градоначалник и нашите проекти кои ќе ги реализираме во следните 4 години. Пред неколку дена се обидов да извршам компарација меѓу советничката листа на ВМРО ДПМН, онаа на Стефчо Јакимовски и Српската напредна странка и листата на СДСМ. Единствено нешто печатливо и препознатливо на советничката листа на Стефчо се камеленоуните на Стефчо и Милетич кои решиле да ги прават советници. Такви профили кои ја менуваат партијата како ќе им текне, водени единствено од нагонот за лична корист и добивка. Интересите и потребите на граѓаните на Карпош за таквите луѓе се занемарливи. Ова не им е прв мандат. Некои и по неколку пати биле советници. Нивните дела ги бараме сите, но дела нема, не постојат. Ги предадоа своите гласачи, своите партии, и денес имаат доволно дрскост да помислат дека карпошани повторно лесно ќе ги изиграат. Се лажат, почитувани сограѓани. Но за среќа, жителите на Карпош имаат опција. Имаат вистински избор. Квалитетни и честни еснав кандидати на советничката листа на ВМРО ДПМН. Нашата партија е создадена од народот и секогаш се борела, се бори и ќе продолжува да се бори и стреми кон подобра иднина. Подобро секојдневие за секое семејство во Карпош. Советниците на ВМРО ДПМН никогаш нема да ги остават карпошани на цедило. Советниците на ВМРО ДПМН секогаш ќе изнајдат начин како да помогнат и да ги решат проблемите на карпошани. Затоа сум убеден дека на овие локални избори ќе освоиме апсолутно мнозинство во Советот на општина Карпош. Стефчо и Андреј велат: владата и градот Скопје не направиле ништо за Карпош. Само да ги подсетам. За Карпош 1. Владата, преку Министерството за образование и наука, изгради спортска сала во основното училиште Христијан Тодоровски Карпош. Градот Скопје ја прошири и целосно ја реконструира во делот на Карпош 1 некогашната улица, а сега булевар Илинден. Но тука не застануваат проектите во Карпош 1. Ние во следните 4 години планираме да реализираме низа проекти кои ќе го подобрат вашето и наше урбано живење. Проекти како нова спортска сала, нови монтажни паркинзи и уште многу други проекти содржани во програмата на ВМРО ДПМН, која ќе биде реализирана од страна на идниот градоначалник на Карпош, госпоѓата Јагнула Куновска, со целосна подршка од Советот. Затоа, гласајте за оваа силна жена која води битка за Карпош да го донесе на вистинскиот пат. Гласајте за Јагнула Куновска, но и за нас, идните советници од коалицијата за подобра Македонија.
за да не може никој утре да не оценува и спречува во реализацијата на ветените проекти кои се над 100. Гласајте и за сегашниот и идниот татко на градот Скопје, човекот кој го разубави градот, господинот Гоце Трајановски и неговата советничка листа која ќе ни овозможи подобра иднина. И на крај, да живее Карпош кој ќе го вратиме во Скопје. Да живее Скопје, да живее Македонија, да живее ВМРО ДПМН. Да сте ви живи и здрави и на 24 март заеднички да ја прославиме големата победа во Карпош и градот Скопје. Ви благодарам. Дојде време да се запознаеме и со личноста за која сите сме дојдени тука. Новиот градоначалник на општина Карпош. Градоначалник кој ни ветува светла иднина и голем просперитет во општината. Почитувани, ја повикувам господјата Јагнула Куновска со факти и рокови да ни каже што се ќе направи како градоначалник на Карпош. Господја Куновска, повелете. Добро вечер, граѓани на Карпош. Добро вечер, Карпош. Изборната трка веќе е во ек. Ние ги почнавме митинзите и ќе ги продолжиме со ова темпо. Како што слушате и гледате вечерва, се до 24 март, до денот кога ќе објавиме нашата победа. Победата на ВМРО, ДПМН, победата на заложбата за нови идеи и за нови дела. За нови дела во Македонија, за нови дела во општина Карпош, за нови дела и просперитет на граѓаните на Карпош. Мене и на сите нас, кои што сме од ВМРО ДПМН, а треба и на сите граѓани на Карпош, да им биде чест што во нашата изборна кампања не придружува катадневно вице-премиерот на владата на Република Македонија, министерот за финансии при владата господинот Зоран Ставревски. Тој со своето присуство дава една гаранција дека оваа програма, која што е лично моја и на политичката партија ВМРО ДПМН, заедничка со граѓаните, дека е подкрепена материјално, финансиски, со рокови, кога ќе се изгради, односно, кога ќе почне некој проект, кога ќе биде завршен, од кој пари и колку вреди тој проект. Тоа е домакински есак. Така домакини работаат кога предвидуваат нешто за економски развој на семејството, а општината не е ништо друго, туку едно пошироко семејство. Затоа, почитувани граѓани на Карпош, јас сакам да ви кажам дека мојата интенција, интенцијата на ВМРО ДПМН и на граѓаните со кој што е составена заедно оваа програма е општината Карпош да има економски подем пред се, а потоа и сеопшт, социјален, културен, спортски и така натаму. Зошто велам економски подем? Затоа што тоа е гаранција за одржување и подем во животот. Тоа е гаранција дека нашите млади ќе можат да бидат пристојно одгледувани од нас, да можат да се образуваат соодветно и кога ќе завршат да не ја напуштаат нашата земја, да се иселуваат, туку да останат тука, да можат да добијат работни места, работајки, привредувајки, добивајки личен доход, стручно уште повеќе да се усовршуваат и да допринесуваат самите и сите во средината да имаат повеќе работни места и повисоки лични доходи. Зошто сето тоа? Затоа што
е потребно за секое семејство за пристојна екзистенција. А ние, јас, како градоначалник, преку оваа програма, јас се залагам за семејство, дом, работа, среќни, весели деца, задоволни родители, возрастни лица кои што имаат спокојство во животот. Зошто спокојство? Затоа што од нивната пензија нема да двојат 100 динари па да дадат на внучето или на синот за да може да оди во кафуле да пие кафе. Тоа е жалосна гледка. Јас сакам и ќе се трудам да биде обратното. Децата да можат соодветно на својата стручност да се вработаат, да привредуваат, па дома кога ќе дојдат на дедото или на бабата да купат еден цвет или кутија цигари, да речем, ако пуши дедото. Ете така. Во таа смисла, во оваа програма имаме предвидено 117 капитални проекти, како што реков, со рок за изградба, извор на пари и што е најважно, колку коштаат, колку пари изнесуваат тие проекти. Така, например, за цела општина Карпош имаме предвидено ние како економски подем, економска зона, некаде Бардовци, каде што се наоѓа железничката пруга и кружниот пат на Скопје. Имаме предвидено за младите кои што се школуваат, бонитет во колку се добри студенти, добри ученици, да можат да се развиваат. Имаме предвидено стипендии за студентите кои што се одлични, кои што се трудат во самообразованието, за семејствата кои што се млади. Се потрудивме да можеме да изградиме 2 згради кои што ќе можат за младите семејства со поевтини пари да можат да дојдат до стан и да ги одгледуваат своите деца како што заслужува едно обично семејство. За повозрастните се потрудивме да изградиме, да предвидиме изградба на пензионерски дом, пензионерски клубови, каде што ќе можат во своето слободно време да го поминуваат, така да речам, со еден дух кој ќе ги одржува во здравје и во благосостојба. Во таа смисла и во спортот, како за младите, така и за повозрастните, имаме предвидено градба на спортски објекти, игралишта, сали, каде што ќе можат младите да се развиваат во спортски дух, да јачаат, а исто така и креативно да се одржуваат повозрастните лица. Меѓутоа, сите тие проекти кои што се наведени тука се за општо благодет на општина Карпош. Мислам дека функцијата на еден градоначалник, покрај тоа што е да допринесе за економскиот подем на општината каде што е градоначалник, пред се треба да се занимава со инфраструктурата на општината каде што е градоначалник. Вечерва вие погледнете каде сме ние, обкружени со тенекиња тука наоколу, тротоарот некогаш бекатон турен, целиот ископан. Зошто? Тоа треба да ни одговори градоначалникот актуелен, господинот Стефче Јакимовски. Значи, овај дел од Карпош, кој што е некаде од пред земјотресот, граден, денеска веќе се наоѓа во една состојба на руинирање. Зградите, фасадите се протечени, горе крововите се равни кровови кои што протечуваат и целата зграда делува жалосно. Не е дозволено, колку што слушам од граѓаните, да можат приватно со предприемници да си склучат договор за надградба, односно за ревитализација на зградата, а тоа што е во рамките на законот да го бараат формално правно од општината. Се прашувам зошто. А некој ми вели, затоа што тој ни вели јас ќе ви најдам предприемник, јас ќе се пазарам со него, а на вас ќе ви се направи тоа и тоа. Зошто еден градоначалник да се пазари со предприемник за да може надградба или кров да се тури на некоја зграда, или да може да се среди фасадата на зградата, кога си има совети на станари, кога си има собственици на становите, и тие за тоа што се
загрижени можат сами со договор да го направат, а се разбира во рамки на закон, ако е да одат во општината да го реализираат. Знам дека во ова дел на Карпош, во Карпош 1 недостасува многу што, но само ќе речам, ако не беа овие рефлектори тука сега кои што со мака ги туривме, во какво место ќе бевме ние да не можеш да поминиш од темница? Освен што не можеш да поминиш од темница, улиците се раскопани. Јас во разговор со граѓаните истакнато ми е да се уште постојат септички јами, ве молам, кои што не се во градската канализација регулирани. Дали е тоа можно во 21. век во една општина која што е 2 метра, да речам така символично, до плоштадот, до центарот на градот Скопје? И не е само тоа. Јас забележав што граѓаните ми наведоа мене. Во поглед за септичките јами, тоа е за булеварот или деска. Во поглед на дупките најповеќе ги има на улица Орце Николов, кај Центарот за странски јазици, каде постојат непреодни, да речам, места да може нормално човек да мора да ги заобиколува за да помине. Потоа, уличното осветлување, како што реков, еве како тука, секаде каде поминиме по овај дел, човек може да се сопне од Квечерина до Сабајле и да падне, да не може нормално да помини по патот. Тоа не е решено на улица Орце Николов. Санацијата на улица Гиго Михајловски исто така е. Таа е руинирана сосема, не може да се помине ни со возило, ни пешки. Исто така, уличното осветлување е посебно во една тешка состојба на улицата Руџер Бошковиќ. Само се набројува неколку улици, кои што граѓаните со кои што овие месеци разговарам и се сретнувам, ми рекоа, ве молам, потенцирајте ги, потенцирајте ги. Велики ќе чуе градоначалникот уште сега, пред да почне изборната кампања, нешто да направи. Но за жал, како што гледам, сегашниот градоначалник не е заинтересиран во овај дел на Карпош баш ништо да превземе, да инвестира, односно да санира. Ете така, денеска го слушам актуелниот градоначалник, како вели, јас ќе спроведам гасификација во Карпош, Тафталиџе 1, Тафталиџе 2, Козлев и тоа без пари, вели. Додава од буџетот на општината. Па чии се парите во буџетот на општината? И друго, дали е гасификацијата негов изум или тренд на градот Скопје? Од кога се зборува и отпочната е гасификација на сите општини во Скопје? Па како Карпош некој ќе го помини или ќе чека Стефче тоа да го стори? Затоа ве молам, почитувани граѓани, малку ќе се осврнам и на претходниот градоначалник на ова општина, Андреј Петров, кој што беше 5 години, кој што ветува дека ќе направи терен за конјски трки, односно клуб, и во тој клуб ќе врши рехабилитација на категорија лица кои што имаат посебни потреби. Па тој излегува, тој ако е лекар, по професија, како што знам, излегува од градоначалничката надлежност. Таков збор не се вели, таква фарса не се истресува од рака. Затоа треба да се има програма, а тој до денешен ден ја нема програмата, ја нема напишано. Оди по населбите и во чекор, одејки само по некоја фантазија, ќе каже, ќе проспори и вели, тоа ќе било потребно за да можат тие кои што имаат посебни потреби да се рехабилитираат. Па категоријата на луѓе со посебни потреби е една општа категорија. Дали на тие и кој од нив им е потребно јавање на коњи? И друго, за тоа треба да биде елаборат направен како потреба од стручен тим од лекари и да стои во програмата негова дека е тоа подкрепено така медицински, дека е тоа оправдано и да каже кај ќе го прави тој конјички клуб. За да се направи еден конјички клуб како што вели тој по европски стандарди, тоа значи да се направи
висока френтна една позиција, како еден хотел голем од А категорија за луѓе, затоа што да купиш чета магариња требаат пари, а не да донесеш коњи кои што ќе бидат спремни да можат да бидат за јавање за тоа. Значи, сосема несериозно постапуваат моите против кандидати, несериозно во црката, со единствена намера само да можат да ги замајат граѓаните. Затоа јас апелирам, секој граѓанин има право да се определи за кого ќе гласа, но секој граѓанин да не дозволи да биде измамен, заведен од градоначалници кои што не заслужуваат да бидат во таква трка, да побараат поготово ваква напишана програма, издржана програма и да ја прочитаат, ако поверуваат во неа, слободно да гласаат за тој што сакаат. Сметам дека шетајки по општината, по сите места во Карпош, разговарајки со граѓаните, јас по нивни наод, потреби, проблеми, јас оставив оваа програма. И јас имам намера, во колку добијам поддршка од граѓаните и станам градоначалник на оваа општина, до крај да ја реализирам програмата. И уште нешто, во оваа програма не може да бидат опфатени сите проекти кои што се потреба или проблем на граѓаните во општината. Има работи кои што се потреба и проблем кои што тековно се решаваат и не се да се внесат во програма една сериозна како што е нашата, каде што имаме капитални објекти за отварање на нови работни места и за економски подем на општината. Зашто јас во мојата програма да напишам дека дупките на некоја улица ќе ги затворам? Тоа ми е почест. Јас сакам, кога ќе станам градоначалник, од оваа улица да ми дојдат граѓаните или од оваа зграда и да ми речат: ние имаме ваков и ваков тековен проблем или потреба. Јас сум таја која што ќе дојдам на терен. Ќе видам со стручен тим од советници кои што секогаш ќе бидат со мене, ние ќе го решиме тој проблем. За такви тековни проблеми не требаат многу пари. Парите можат да се обезбедат од буџетот на општината за тековните инфраструктурни проблеми во општината, затоа што општината има над 5 милиони евра буџет годишно. И со тој буџет да се дозволи по општината луѓето ноќно време по темница да одат по улиците и да не можат да си дојдат до својот дом или од својот дом некаде да се прошетаат, е голема срамота за еден градоначалник. Јас сакам да бидам градоначалник по мера на граѓаните, за граѓаните. Јас сакам општината Карпош да биде на граѓаните, на нив им припаѓа ова општина, а не на некој градоначалник, па тука сврстите ме и мене. Јас сакам општината Карпош, како едно од езгрото на градот Скопје, да ја вратам во Скопје, затоа што ако го помините од Зелено Пазарче навамо, ќе видите дека една невидлива ограда се створило. Како ќе ја приметите таја ограда? Со тоа што Карпош навамо заостанува, а тој дел од центарот на Скопје и понатамо одамна пошел по патот на развојот. Почитувани граѓани, зошто ние да не се приклучиме на тој пат за развој? Зошто ние да немаме подобра иднина, економска и секаква во оваа општина? Зашто нашите деца, нашите семејства да не бидат посреќни, но што се сега? Јас тоа го нудам и затоа велам. На 24-ти овај месец сите да излеземе на гласање и да гласате за мене, за мојата советничка листа, да добием мнозинство во општинското собрание, затоа што ако само јас бидам избрана за градоначалник, а имам мнозинство на советници од други партии, јас ќе бидам само една кукла која што стои и ништо друго не може да превземе. Бидите сигурни дека ако не добиеме мнозинство во советничката листа,
речи си ништо од оваа програма не ќе можеме да реализираме. Секој ќе сака на своја страна да трга и да минира, поготово да ја минира програмата на кандидатот, односно на градоначалникот. Затоа ве молам, во колку сакате само да се реализирате, да бидете самосвесни за себе, за своите семејства, гласајте за мене и за мојата советничка листа. Ви нудам итнина за Карпош. Ви нудам итнина за вашите деца. Нудам итнина за пензионерите, возрастните лица. Нудам итнина за секоја жена, мајка самотрена, за секое дете кое што не може материјално и општо пристојно да расте и да се образува. Ви благодарам. Го поздравувам и повикувам заменик председателот на владата на Република Македонија, министер за финансии и координатор на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на Карпош, господин Зоран Ставрески, да се обрати. Што рече Андреј Петров, јагнула немала енергија. Добро вечер, победнички Карпош 1. Добро вечер за најголемата политичка сила во Република Македонија, ВМРО ДПМН. И добро вечер за сите партнери од коалицијата за подобра Македонија. Почитувани жители на Карпош 1, изборите кои што ќе се случат на 24 март се локални избори, избори на кои што не се решава ниту дали Македонија ќе влезе во НАТО, ниту во Европска Унија, но се многу значајни избори за секој човек од Карпош 1, општина Карпош и сите општини во Република Македонија. Бидејќи на тие избори се решаваат клучните прашања што се значајни за подобрување на животот на секој граѓанин во општините во Република Македонија. И затоа кога се размислува за тоа кому да се даде довербата на овие локални избори, секој треба да има 3 работи на ум. Прво е што направил оној што е кандидат за градоначалник во својот живот. Бидејќи сите убаво зборуваат, да видиме што секој направил кога имал шанса во животот да направи. Втората работа е каков интегритет има тој човек, дали е стабилен, дали е човек што е чесен и со тоа би ја стекнал вашата доверба. И третата работа е со каква програма доаѓа пред граѓаните да го побара гласот. Јас би сакал да можев да кажам дека во оваа трка за градоначалничка функција во Карпош имаме трка на двајца џентлмени и една дама. Ама џентлмениве уште првиот ден го срушија тој епитет и не можам да ги наречам џентлмени, бидејќи прво што направија е недолично, со навреди, удрија по нашата дама. Наместо да зборуваат за проекти и програми, тие почнаа со нејзини дисквалификации, дискриминација по родова линија и слично. Затоа ќе речем имаме двајца луѓе и една дама, една жена која што е кандидат на ВМРО ДПМН. Да видиме што има заедничко за нив двајца. И Стефче и Андреј претходно, за разлика од Јагнула, имаа шанса да бидат градоначалници на општина Карпош. Што направија додека имаа таа шанса? Прво што направија и двајцата кидна кога се укажа подобра варијанта. Стефче кога стана министер во владата во 2004 година, Андреј Петров кога стана пратеник. Тоа покажува колку навистина дали им дошло до општината Карпош или ја гледаат општината Карпош само како еден инструмент за да дојдат до некоја друга цел. Но како ги запамтивте вие како градоначалници, еве да видиме. Ако стане збор за Стефче Јакимовски и ако го споредиме Стефче со било кој градоначалник од општините во кој што ВМРО ДПМН има градоначалник, што прво што паѓа во очи е дека општина Карпош, за жал, нема еден капитален проект реализирано во периодот на Стефче Јакимовски.
Стефче остана запаметен првиот мандат по оној мост Влајко и нема за него да зборувам, бидејќи веќе е доволно зборувано. Вториот мандат му мина во садење љубичици и бекатон плочки поставување, а и тука направи што направи, па им подвалил сега, видовме во оваа последна афера, наместо границ ставиле терацо или што ставиле веќе таму со цел нешто да остане за на друго место. И тук, на пензионерите по 2-3 ручеци, наместо да им изгради пензионерски дом или да изгради повеќе пензионерски клубови, овде и онде по некоја лична услуга им направил на некои луѓе, се разбира со државни општински пари, и толку. Андреј Петров па, за волја на вистината, уште помалку. Се пофали уште првиот ден со градоначалничката функција дека заковал 2 шајки, а јагнула ни една, па била полоша според него, нели? И ја нападна зошто немала ни една шајка закована. Јагнула, те молам утре 3 шајки да заковаш и да го поминеш Андреј Петров и да видиме после што ќе каже. Друго, пошто ќе остане запаметен Стефче, е по обструкциите што ги правеше додека беше градоначалник. Ако се сеќавате, правеше обструкции за спортскиот центар Борис Трајковски, кога сакавме да го изградиме објектот, кога сакавме да го прошириме со тениски и други терени, кога сакавме аквапарк да направиме. Тоа го направи со години, 2-3 години го довлечи проектот. Второ што направи обструкција е да поставиме знаме на Република Македонија и јарбол на Република Македонија во Карпош. Зошто Карпош да нема знаме и македонски јарбол, како што имаат многу други општини? На Стефче и тоа му пречеше. На крајот на криштата што направил се гледа од тоа што самиот го напишал. Ако ја отворите програмата на Стефче Јакимовски, јас ја отворив да видам што напишал, нели, кога ги читате програмите на градоначалниците на ВМРО ДПМН, таму има прво отчет. Едно 50 страни отчет, па почнува програмата со нови проекти. А во отчетот на Стефче, пошто нема отчет за проекти, нема ни еден проект спомнато, знаете што стои? Прво, меѓу првите реченици, добил награда. Сам си го напишал тоа и тоа замислете од кого бил награден. Од комората, од Ниш. Мислам, величествена награда добил од комората од Ниш и ја ставил во печатената програма, како остварување. Втората работа за која што треба човек да размислува кога мисли кому да ја даде довербата на следните локални избори е карактерот на личноста, стабилноста на личноста и слично. Ако тука ги погледнеме нашите двајца кандидати, против кандидати, односно, јасно е што треба да се заклучи. Стефче излезе на избори преку бркотница една по кафани, со печати вакви, онакви, не знам што правеа, дали ги доби или ги позајми, тешка е дефиницијата да се утврди што значи ги позајмил. Но една од највака најкул коментар што беше за тоа Стефче кога се кандидираше за градоначалник, му стигна од некој од CRG-ве, нели, по социјалниве мрежи, кој што честитајки му ја кандидатурата за градоначалник, му ја честиташе на српски јазик и кажа дека му ја честита со песната "Ко те има, тај те нема". Не знам дали Бранко му ја пишал или некој друг, ама така ми личи мене, некако ни го имаат, ни го немаат, нити знаат од кого е и како е. Се разбира, нас не израдува тоа што Стефче се кандидираше и што имаме против кандидат и не интересира од која политичка партија е подржан. Ние живееме овде заеднички, македонци, срби, албанци, турци, роми и од сите други етнички заедници, бошњаци. И така треба да биде. Ова е сплотена една општина во која што градоначалникот не треба да прави разлика ни по верска, ни по етничка, ни по национална основа. Само сакавме да укажеме на тоа дека на Стефче му беше битно да дојде до власт, независно со кого и како ќе се здружи и каква поставка ќе примени при тоа. Ама ако Стефче не е толку стабилен или да не употребам потежок збор, не сакам да навредам, другиот па против кандидат е Бетон, така? Андреј звани Бетон, така му е надимокот. Со тоа што до пред 4 дена Бетонот беше дека ќе бојкотира избори, прв за Бранко дека ќе застане во бојкотот.
180 степени се сврте од кога Бранко кажа поинаку. Сега е прв во одбраната на тоа дека требало да се излезе на локални избори и тој баш се грижал за вас, граѓаните на општина Карпош. Цело време мислел за граѓаните на општина Карпош и сега го бара вашиот глас. Тоа зборува почитување за карактерот на човекот и за тоа дали треба да му се даде доверба. Тоа зборува навистина како ја третира општината и локалните избори. Тоа зборува дека со месеци непотребно ја држеа Македонија во една кризна ситуација, во непотребно лоша ситуација. Ги малтретираа граѓаните што излегуваа на надвор, на митинзи. Ги малтретираа оние кои што се движеа. Ги малтретираа сите граѓани кои што се грижат за еднината на Република Македонија, за да се покаже дека сето тоа било лошо, непотребно и да ја свртат политиката, па сега излегува на избори и тврдат дека овие избори биле најзначајните во историјата на Македонија. Бог да чува да не можеш да разбереш што им е ставот и зошто толку често го менуваат. Но тоа е СДСМ и тоа е Стефче Јакимовски. Ние и наша работа е да се осврнеме на нашиот кандидат и на нашата програма, на она што ВМРО ДПМН го нуди за општина Карпош во следните 4 години.